Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за следните околу 75 минути. Реакција од Македонската православна црква по изјавата на Вучиќ. Македонската православна црква го потсети дека е легитимен носител на духовната мисија. Сојузот на борци Тетово, листата на нови 145 потврдени имиња за имиња на улиците во Тетово е срамна, провокативна и скандалозна. Иднината мора да ја ослободиме од етнички тензии. Мицкоски повикува она што заедничко го градиме да биде посилно од тоа што не дели. Покренато обвинение за Артан Груби и за уште 7 лица од предметот државна лотарија. На лотарија и нанеле штета од 8,2 милиони евра. Дуи 2 години молчеше за Груби, а сега бара меѓународен надзор. Партијата на Ахмети ги користи своите луѓе како топовско месо. Пронајден мртов директорот на телевизија Алсат. Телото ќе биде предадено на обдукција. 6 активни пожари во Македонија, горат шуми и ниска вегетација. Филипче од јахтата на Заев во Грција координира напади во Македонија. Целта му се водата, одгледувачите на пиперки и прославата на независноста. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Во рамки на меѓународна соработка помеѓу обвинителствата и надлежни служби за борба против недозволена трговија со дрога на Македонија, Косово и Грција била реализирана координирана акција во Солун. Објавата доаѓа откако било објавено дека во акцијата има уапсени од меѓународна криминална група и дека се запленети над 300 кг марихуана. Акцијата уште трае со претреси во Македонија и Косово. За акцијата извести и Министерството за внатрешни работи. Како резултат на повеќемесечна координирана истрага во Солун се лишени од слобода еден македонски и еден косовски државјанин. При контрола на товарно моторно возило во приколката биле пронајдени и запленети 324 кг наркотична дрога марихуана, скриени во 8 палети со хартија. Во рамки на акцијата, одделот за криминалистичка полиција заедно со повеќе сектори за внатрешни работи врши претреси на повеќе локации на територијата на државата со цел откривање на евентуално инволвирани други лица и обезбедување на дополнителни докази и предмети поврзани со кривичното дело, соопштува Министерството за внатрешни работи. Тивко доаѓа, па јас седам пак крај липата. Си го чекам, Илија, мојта љубов најмила. Си го чекам, Илија, мојта љубов од младоста. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгрешив каде замина, зашто душо ништо не кажа. Иле мој Илија, љубов моја непреболена, што ти сгрешив каде замина, зашто душо ништо не кажа.
sestro najmila. Kraj tebe ja minav mladosta. Ako svrati ili ja, moj ta ljubov najmila, te molam, kaži mu ja istinata. По повод неодамнешната изјава на српскиот председател Александар Вучиќ дадена во Мрконич град за тоа дека Српската црква е иста и во Скопје, Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија потсетува дека како легитимен носител на благодатната полнота на едната света соборна и апостолска црква, а воедно и како наследничка на Јустинија I и на обновената Охридска архиепископија, МПЦ-ОА ја остварува својата духовна и пастирска мисија кон сите православни христијани на својата канонска територија, без каква било условеност од нивната национална, политичка, културна или етничка припадност. Длабоко свесни за својата историска улога и за одговорноста во духовниот живот на македонскиот народ, а водено од евангелиските начела и богатото православно предание, таа останува црква отворена за сите, обединувајќи ги своите верни во единството на верата и во евархиското заедништво, надминувајќи ги сите минливи политички, идеолошки и општествени поделби. Евангелието Христово, верата во воскресението и благосостојбата на доверените души се основната и единствена водилка во дејствувањето на МПЦ-ОА и ги отфарла сите политички идеолошки светови или платформи од каде и да доаѓаат, се наведува во реакцијата на Македонската православна црква Охридска архиепископија.
dočekam, da mi lečat duša pesmi ljubavi, da si slušam zurli tapani. Сојузот на борци од НОАВМ и граѓаните продолжувачи од Тетово реагираше за листата на нови 145 потврдени имиња за промена на имињата на улиците во Тетово. Сојузот на борци од НОАВМ и граѓаните продолжувачи од Тетово со особено внимание ја проучи листата на 145 ново потврдени имиња на улици на седницата од 12 август на нелегитимната работна група за именување на улици и јавно изразуваме краен револт, загриженост и осуда, се вели во соопштението. Ова е само продолжение и дрзок обид за рехабилитирање на фашисти, албански милитанти и редентисти, за наметнување на брутална албанизација на градот со албанци кои немаат врска со градот Тетово. Веројатно најголем дел од нив никогаш и не го посетиле, или такви чии биографии апсолутно никогаш и никаде во светот не би се сметале задоволни за ваков облик на изразување највисока општествена чест, како именување на улица со нивното име. Во подолга листа на фашисти и редентисти, повторно меѓу другите, се предлага името на фашистичко-балистичкиот окупаторски градоначалник Џафер Сулејмани. Прашуваме каде и во кој град во светот улици се именувани по окупатори. Повторно се предлага името на Шериф Казази, кој бил министер во фашистичкото окупаторско кралство Албанија. Дали можете да замислите име на улица со Хитлеров министер во Лондон? Секако дека не, светот оди напред, а не ги рехабилитира поразените злосторници од минатото. Знаете ли колку тетовски семејства страдали и загубиле блиски од окупаторските зверства? Тоа ли ќе го славиме? Срамно. Грубо го прекаршувате и македонскиот јазик предлагајќи имиња како Манастирска улица со образложение дека името е по вториот најголем македонски град, кој ви дал за право да ги преведувате топонимите, кога универзално правило во светот е дека топонимите не се преведуваат, туку се транслитираат. Битола и вие немате право да ја третирате на друг начин. Почитувана јавност, Сојузот на борците со сите своји сили се труди на единствениот достапен начин да повика на разум и да ги разобличи сите епизоди од овој големо албански проект, чии цели не се комплементарни на визијата Тетово да се гради како современ и напреден град во кој се почитуваат граѓанските слободи и права, се негува културата на сите етникуми, се почитува уставно-правниот темел на Република Македонија и се овозможува општествен развој. Сепак како граѓани мандатот за наше представување и институционална заштита од вакви штетни процеси со непоправливи последици го имаме доверено на нашите избраници, чиј молк е дополнително заканувачки. Јавно ги повикуваме преостанатите тројца членови македонци во нелегитимни
легитимната работна група за преименување на улиците да го напуштат ова тело веднаш, да живее слободата, братството и единството, смрт на фашизмот, слобода на народот. Се вели во соопштението на Сојузот на борци од НОАВМ и граѓаните продолжува читетово. Барем на сон ми доаѓа, барем од сон не ми бегаш, нека очи да отворам, така знам ке те изгубам. Нека очи да отворам, така знам ке те изгубам. Ке си викнам чалги, ке го сотрам сето вино, ке си лечам јадови, што ми правиш ангелино. Ке си викнам чалги, ке го сотрам сето вино, ако моја не си ти, нема живот ангелино. Ангел моме ангелино. Немој мајко, не буди ме, уште малку остави ме, сакам уште да сонувам, барем сон да ја милувам. Сакам уште да сонувам, барем сон да ја бакнувам. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ке го колнам животот, а и тебе ангелино. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако треба напијем, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино. Да си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ке го колнам животот, а и тебе ангелино. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако треба напијем, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино. Ако треба напијем, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип.
семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Да го запрев времето, да го слушаш срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти побара. Да го запред времето, да го слушаш срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти побара. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, каква
Таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. In sveh ne si za mene, takva sreća imavme, eden bez drug da ostavime. Eden bez drug da ostavime. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинение против вкупно 8 лица, како соизвршители во кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 4 и став 1 од Кривичниот законник во случајот Државна лотарија. Станува збор за предметот во кој обвинети се поранешниот директор на Државна лотарија Перпарим Бајрами и поранешниот прв вице-премиер Артан Груби. Според обвинението, обвинетите во текот на 2023 и 2024 година заеднички презеле действија со кои ги пречекориле границите на своите посебни овластувања и должности, со намера да му нанесат штета на оштетеното правно лице, акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Македонија во значителна вредност од 507.632.173 денари, односно околу 8,2 милиони евра. Тие биле свесни дека акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Македонија немало право да приредува електронски игри на среќа на видеолотариски терминали на територијата на државава, бидејќи во 2013 година го вложило тоа право како непаричен влог со вредност од 6.244.898 евра при основањето на Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија, Касино са Устрија до Скопје, за што се стекнало судел во висина од 51% од основната главнина на друштвото. И покрај тоа, првиот обвинет генерален директор и председател на управниот одбор на Државна лотарија на 9 мај 2023 година до третиот обвинет генерален секретар на владата на Македонија доставил информација за потребата од преземање активности за самостојно приредување на електронските игри на среќа. Во информацијата со предлог заклучоци навел дека вредноста на набавката изнесува 42% од сметководствената вредност на имотот на друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото. И како таква, ќе представува голема сделка, а нејзиното одобрување е во надлежност на надзорниот одбор на друштвото. Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето со АД Државна лотарија во својство на одговорно лице, председавал со седница на влада на Република Македонија во својство на собрание на Државната лотарија и предложил вака дополнетата точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Доставената информација била усвоена и акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Македонија било задолжено да ги преземе потребните активности за започнување на самостојното приредување на електронски игри на среќа и спроведување на јавна набавка на видеолотариски терминали. Надлежниот јавен обвинител предложи за останатите обвинети да бидат определени мерки на предпазливост оврска да се јавуваат повремено во судот, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, како и забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со определени лица.
свират баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медна, да ме поздрави. Давам една лира, само да ти свират баш под пенџери. Давам уште една, твојта усна медна, да ме поздрави. Да ме поздрави. Дуи 2 години молчеше, а денес кога обвинителството поднесе обвинение за злоупотреби во државната лотарија, бара меѓународен надзор, реагира партијата Вреди во соопштение. Зошто молчеа досега? Симптоматично е што на Дуи е срам да го спомене по име Артан Груби, иако нивната реакција директно се однесува на случајот за кој тој е обвинет. Ова го покажува лицемерието на Дуи кон своите луѓе, ги користат како топовско месо за своите политики, но им е срам дури да им го споменат името. Правда ќе има за сите, и за оние кои 2 децении ја злоупотребуваа власта и државните функции за да си ги полнат сопствените джебови. Списокот на афери и обвиненија поврзани со функционери на Дуи е толку долг, што дури и нашиот стратешки партнер САД јавно зборуваше за ендемска корупција и презеде конкретни мерки против фигури од оваа партија. Затоа Дуи треба да разбере едно: законот не признава партиски фотели, привилегии и политички штитови. Правдата ќе биде еднаква за сите, вели Вреди. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење. Пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме. Не жалам. Немој да ме каниш јано на шетање. Цел свет сум го шетал јано и прошетал. Немој да ме каниш јано на муабет. Ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела јано покани ме. Леле јано бела јано на љубење. Ке ти љубам бели гради гулабици. Па да умрам бела јано и не жалам.
obećala. Marketing. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. До 7 часот и 30 минути на 14 август се регистрирани вкупно 40 пожари на отворен простор, од кои активни се 6 пожари, под контрола 3 и изгаснати 31 пожар, информираат од Центарот за управување со кризи. Активни се пожарите во општина Студеничани, над село Моране, Вртекица и Рамни Габер, каде што гори мешана шума, во Македонски Брод, место викано Видуш, кај село Драгов Дол, ниска вегетација и ниско стеблеста шума и грмушки, во општина Битола, село Лопатица, ниска вегетација, во општина Новаци, селата Маково, Мојно и Брник, ниска вегетација и деградирана шума, општина Крушево, на потегот од село Алданци до село Норово, ниско стеблеста деградирана дабова шума, и во општина Велес, село Слп, каде што со огнот е зафатена шума. Под контрола се 3 пожари, депонијата во општина Делчево, во општина Могила, селата Лознани и Вашарејца, ниска вегетација, и во општина Јегуновце, село Копанце, зафатена е шума. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле шарено. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле медено. Нощи си легна под месечина, душа ме боли сам во далечина. Еј, тешко е сам без тебе. Еј, тешко е, душа боли сам без тебе. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno. Mlada si lična, ama bez pjesme,
Директорот на телевизијата Алсат М. Лирим Хајредини пронајден е мртов во близина на трговскиот центар Мавровка. Местото го обезбедуваше полиција, а телото ќе биде предадено на обдукција за да се утврдат околностите и причината за смртта. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, полициски службеници од полициската станица Битпазар излегле на местото на настанот, пошто лицето ЛХ било пронајдено со повреди, додека смрт констатирал лекар од итна медицинска помош. На 13 август околу 9 часот и 25 минути во СВР Скопје пријавено дека пред зграда на булеварот Крсте Мисирков во Скопје има лице со повреди. Полициски службеници од полициската станица Битпазар излегле на местото на настанот и констатирано е дека лицето е ЛХ 38 од Скопје, кој е починало од здобиените повреди, а смрт констатирал лекар од итна медицинска помош. Известен е јавен обвинител и во тек е увид на местото на настанот, соопшти МВР. Хајредини повеќе од 16 години беше оперативен директор на националната телевизија Алсат. Беше познат како долгогодишен менаџер со искуство во телевизиска продукција, маркетинг и деловно управување. Пред ангажманот во Алсат, Хајредини работел и во Македонскиот центар за меѓународна соработка, а неговото име со години се појавува и во анализи и истражувања за медиумскиот пазар во Македонија како оперативен директор на телевизијата. Повеќе детали за случајот се очекуваат по официјалното соопштение на полицијата и завршувањето на предвидените постапки. Što leči tažni duši, leko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go vrvi so pesma, toj tata si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go vrvi so pesma.
Свесни сме дека рамковниот договор различно се доживува и толкува меѓу граѓаните. Историјата не треба да ја приспособуваме на дневната политика, ниту да очекуваме сите да имаат ист однос кон настаните од минатото. Но наша обврска е од минатото да извлекуваме поуки и да градиме држава во која различностите нема да бидат причина за поделби, туку реалност со која управуваме мудро, одговорно и во рамките на институциите. Охридскиот рамковен договор е дел од нашата понова историја и од политичката и институционалната реалност на државата. Денес, на годишнината од неговото подпишување, важно е на овој документ да гледаме со зрелост, со почит кон различните ставови што постојат во општеството и пред се со одговорност кон иднината. Ова го пишува премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во пост на Facebook. Тој вели дека повеќе од 2 децении подоцна пред нас стојат нови предизвици. Денешните генерации очекуваат функционални институции, еднаквост пред законите, квалитетно образование, подобро здравство, повисок животен стандард, економски развој и можности својата иднина да ја градат дома. Тоа се прашањата околу кои треба да се обединуваме без оглед на етничката, верската или политичката припадност. Тој подсетува дека наша одговорност денес е да создадеме стабилна и сигурна држава во која секој ќе се чувствува почитуван и еднаков пред законот, а истовремено да изградиме заедничко чувство на припадност и одговорност кон државата. Iz njegova
Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Согласно со информациите од дипломатско-конзуларното представништво во Солун, до овој момент од надлежните грчки институции не е добиена официјална информација за бројот на евакуирани македонски државјани од подрачјата зафатени со пожарите во Грција, информира од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија за МИА. Македонски државјани телефонски се обратиле до представништвото за информации, при што им биле пренесени упатствата и насоките издадени од надлежните грчки власти, информираат од Министерството. Додаваат дека Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку дипломатско-конзуларното представништво во Солун внимателно го следи развојот на состојбата. За дополнителни информации на помош на располагање се дежурниот телефонски број на Министерството +389 7526 736, електронската адреса globalsos@mfa.gov.mk, како и дежурните телефонски броеви на конзулатот на Република Македонија во Солун. Од Министерството апелираат до македонските државјани кои се наоѓаат во засегнатите подрачја внимателно да ја следат состојбата и да ги почитуваат упатствата и насоките на надлежните локални власти. Што седиш, мајко, на кепенците?
Венко Филипче од луксузната јахта на својот ментор Зоран Заев координира напади и дава инструкции на партиските послушници од СДС да шират дезинформации на социјалните мрежи за наводно загадена вода во Скопје, соопшти ВМРО ДПМН. Додека СДСМ крие и се срами да каже дека нивниот лидер и чуварот на фотелјата на Заев на Бихаќка се на заеднички одмор на јахтата на Заев на Егејот, каде се луксузираат со украдените народни пари, нивните партиски послушници по насока на Филипче креираат паника и хаос за водата во Скопје. Венко Филипче од 6 август со својот мотор заминал преку граничниот премин Богородица по инструкции од Заев и од јахтата на Заев координира напади и ширење дезинформации за водата во Скопје, соопшти ВМРО ДПМН. Во недостаток на визија и идеи за државата се додава во соопштението: предавничкиот тандем Заев-Филипче единствено што можат е да шират лажни вести за водата, да нарачуваат штрајк на струмичките земјоделци и одгледувачи на пиперки, додека во исто време манипулираат со ниските откупни цени преку фирмата на Заев Мамас. Додека Филипче од јахтата на Заев на Егејот ужива и дава инструкции за напади и ширење дезинформации во Скопје, на површина излезе целиот талок на СДСМ. Филипче и СДСМ да не се поигруваат со здравјето и безбедноста на граѓаните. Водата во Скопје е квалитетна и безбедна за пиење. Водата не смее да биде инструмент на безидејната СДСМ и очајниот Филипче да собере политички поен плюс, порача од ВМРО ДПМН. Sokol pije voda na Vardarom, more sokol pije voda na Vardarom. Jane le belo grlo,
На 18 и 19 август 2026 е првиот рок за пријавување кандидати за студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. На 23 факултети на најголемиот универзитет во Македонија се слободни вкупно 8851 место за идни студенти во академската 2026-2027 година. Според конкурсот на УКИМ, од вкупниот број слободни места, 4395 се за студенти во државна квота, редовни студенти кои се финансираат од државниот буџет, 3621 за редовни студенти кои плаќаат школарина, тоест ги кофинансираат студиите, и 835 се за вонредни студенти. Најголем број студенти на разни студиски програми ќе примат медицинскиот факултет 950, Финки 800, Фейт 600, Машински 600, Природно-математичкиот 626, Економскиот 655, Правниот 555, Филозофскиот 635 и Филолошкиот факултет 805. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надомест за студиите во износ од 200 евра во денарска противредност. Студентите во квотата за кофинансирање и вонредните плаќаат школарина од 400 евра. Првиот рок за пријавување на кандидатите за студии на УКИМ е 18 и 19 август. Конечната ранг листа ќе биде објавена на 27 август, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 3 и на 4 септември. Вториот рок за пријавување за упис на УКИМ ќе биде на 10 и 11 септември и третиот на 23 септември на факултетите на кои ќе останат слободни места. Само за тебе звезди ја скрадам, само за тебе гора ми страдам, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо. Дојди до мене, топтам да играш со мене, дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе, дојди до мене, топтам да играш со мене, дојди, побрзај, топтам ќе биде, верувај. Господ е сведок, колку ми значиш, има ли начин ти моја да си, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо. Дојди до мене, топтам да играш со мене, дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе, дојди до мене, топтам да играш со мене, дојди, побрзај, топтам ќе биде, верувај. Сама се будиш, сама се мамиш, дека те чека, веруваш некој, а јас со душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга, а јас со душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга. Дојди до мене, топтам да играш со мене, дојди, не чекај, топтам ќе бидам со тебе, дојди до мене, топтам да играш со мене,
И тоа би било се за денес. Посакувајќи ви пријатен ден, да ја чуеме и приказната Волшебната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму-наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата,
Земи да јадеш грдотио валкана. Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: Брате, ти донесов орис. Јади ми со здравје, јас самата го направив. Еднаш пак двете сестри заедно му донеле орис. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: Ех, да не си намислил убавец да се сториш. А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ја помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него. Постарата одбрала орис со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила орис со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел орис со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото. А ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си муабетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.